Драго ми е што по повод големиот национален празник, големиот државен празник 8 септември, денот на независноста, патрониот празник на нашата градска болница во Скопје или така наречената нова градска болница 8 септември, сме овде да го отвориме кардиоваскуларниот центар. Иницијативата зашто владата да подржи преку здравство, Министерството преку Фондот за здравство и болницата тоа да го спроведе, заради тоа што се работи за еден вид на болести кој што е присутно и потенцијално кај сите граѓани. Кардиоваскуларните болести, како што рекоа и стручните луѓе позади мене, се навистина врзани со времето. Голем дел од болестите се случуваат, одиме ги лечиме, одиме на терапија и слично. Овде срцевиот мускул буквално му треба време. Секоја нова здравствена установа која што ќе може да биде брз сервис на граѓаните, дефинитивно ќе биде од помош за лечењето на болеста, односно за справувањето на брзите потреби со појавата на кардиоваскуларни болести, како што соследно на тоа се и срцевите удари кај граѓаните. Овој центар дефинитивно ќе ги надополни досегашните центри. Најголемиот е клиниката за кардиологија, постојат насекаде по градовите, постои еден дел и во здравствен дом Скопје, но градската болница навистина го обслужува градот, а обслужува и цела Република Северна Македонија. Јас верувам дека овој модерен центар ќе биде достапен на граѓаните и ќе ги намали и чекањата и малтретирањата на граѓаните и пациентите, барајќи начин како да се лечат при кардиоваскуларни болести. Продолжуваме во здравството со сите политики кои што дефинитивно ќе опони над нивото на здравствените услуги. Во моментот знам дека се распишени постапки за реновирање на скоро сите здравствени установи, на тоа што значи ходници, тоалети и сето она кај што составен дел на поминувањето на пациентите, односно нашите граѓани во здравствените установи, треба да биде попријатно. Распишени се постапки за опремување на повеќе од 34 здравствени институции во државата. Голем дел на тендерски постапки се објавени, кои што сето заедно треба да значат дополнително квалитетно здравство за граѓаните. Продолжуваме со мотивацијата на лекарите и здравствените работници преку зголемувањето на платите и знаете дека силен фокус на самиот старт сме на почетокот на постапката за изградбата на новиот клинички центар за сите граѓани, кој што е составен, односно терцијалното здравство, кој што е многу важно за сите граѓани. Ја користам приликата, прво, секако на вработените, на медицинскиот персонал, на лекарите од 8 септември, да им го честитам патрониот празник, 8 септември, денот на независноста, а секако и на сите граѓани.